Советот за општи работи на Европската Унија на 15 октомври во Луксембург ќе решава дали е додобри почеток на преговори за членство со Северна Македонија. Земјите членки тоа го најавија во јунските заклучоци на Советот, што сепак не значи позитивна одлука во октомври по автоматизам. Дилемите пред октомври се речиси исти како и пред јуни. Работите се сепак најасни со одлуката што треба да ја донесе германскиот парламент за да ја овозможи на владата на канцеларката Меркел да се согласи на ниво на Европската Унија со почеток на преговори со земјава. На интернет страницата на Бундестагот веќе е јавно достапен дневниот ред за следното пленарно заседание. Точката за Македонија и за Албанија е планирана за 26 септември навечер. Оставени се 45 минути за дебата, од која не се очекуваат изненадувања, барем не за земјава. Според сите изјави што доаѓаат деновиве од Берлин, мнозинството во германскиот парламент е за отворање пристапни преговори со Македонија. Франција беше највоздржана во јуни и во пресрет на октомври нема јасна изјава од Елисејската палата што ќе биде сигнал дека Емануел Макрон конечно донел одлука. Но поминато неделната посета на шефот на дипломатијата Никола Димитров на Париз, се чини дека резервите таму пред се за Албанија, бидејќи некои земји членки по секоја цена инсистираат на одлука за преговори за двете земји во пакет. Ова го потврдува и францускиот експерт за Балканот Лоик Трегорес. Skopje has more chances than Tirana, and like in last June, the point is whether the EU members will accept to decouple Albania and North Macedonia or not. It's always the same question. If this choice is made towards decoupling, then Skopje can have its chances. It also depending on the way the racket scandal will be dealt with in the next days and weeks. What I want to add also is that other countries in the EU are silent about it, but behind the doors, they are telling France, okay, it's good that you are on the front line because we don't want to be that, but it's good that you hold on. So you have to remember that it's not France against 26. It's France, maybe, others like the Netherlands, but others who are silent today are also somehow reluctant, but won't come public. Холандскиот министер за надворешни работи Стеф Блок уште во јуни доби зелено светло од парламентот во Хаг да може да поддржи одлука за преговори со Македонија, но не и со Албанија. И тогаш, а и сега, едно од главните прашања преку кои Холандија го проценува досието за земјава е континуитетот на специјалното јавно обвинителство. Се очекува холандскиот парламент повторно да дискутира за Македонија и за Албанија пред октомврискиот совет на Унијата, а дилемата што се наметнува е дали за Хаг е доволно тоа што безбеден континуитет на предметите на СЈО со нивно преземање од редовното обвинителство или сепак се инсистира на основање на обвинителство за гонење висока корупција. Поставивме вакво прашање до амбасадата на Холандија во Скопје. Еве што ни одговорија. Внимателно го следиме процесот. Одлуките треба да ги донесат засегнатите страни во Република Северна Македонија. Ги очекуваме резултатите од овој процес. И покрај сите дилеми, за најизвестно се смета сценариото, според кое Советот за општи работи на Европската Унија на 15 октомври ќе донесе одлука за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и ќе одреди дека првата меѓувладина конференција или де факто стартот на преговорите ќе се случи за време на хрватското председателство во првите 6 месеци од идната година. Ovog puta kao i ranije ponovo je u pitanju ulog je kredibilitet Evropske unije. Znamo da je delovalo neverovatno da će to pitanje biti odloženo i prošlog juna, pa se to ipak desilo, ali čini mi se sada da su se mnogi uslovi stekli, najave kancelarke Merkel date više puta, pa i ono što govori predsjednik Macron koji je bio glavni protivnik te odluke, ide u prilog tome da će ta odluka biti doneta. If the argument was you need to finally come to terms with Greece, and you do, and then you wait twisting in the wind for more than a year after that, it helps everybody who's arguing that the EU's not serious
which is not just the Russians and others, but many in your own country, it helps them get traction because it looks true. Дали во заклучоците ќе има прецизен датум за првата меѓувладина конференција со Македонија или ќе остане референца дека тоа ќе се случи во текот на хрватското председателство, во овој момент нема информација. Советот на Унијата најверојатно ќе донесе одлука за старт на преговори со Албанија, но одржувањето на првата меѓувладина конференција со соседната земја ќе го услови со исполнување на серија задачи. За Македонија такви услови не би имало.